Благодарам, господине. Ке се вратам на образовните политики на оваа власт. Нема подобар квалитет во образованието ако екстерното тестирање се користи за намалување на плати и бркање од работа. Нема подобар квалитет во образованието ако помеѓу ученикот и наставникот е исправен монитор. Нема подобар квалитет во образованието ако градоначалниците, што би рекол Ставревски, си тераат бизнис со превоз на учениците. После 9 години од образовните политики на оваа власт, според Државниот завод за статистика од април 2015, бројот на учениците во редовните основни училишта е намален за 1,8% од претходната учебна година. Благодарам. Благодарам, госпоѓа Ласовска-Благијаc има реплика. Полете. Благодарам, почитувам председателе. На почетокот на дискусијата на претходната дискутантка се чудев зошто погледот е насочен токму таму. Мислев да не има некоја нова ложа во собранието, но гледам дека таму има една камера, која што камера ја се пренесува во живо. А сакам да ја кажам на претходната дискутантка дека токму таа камера и токму таа јавност која што сега гледа ќе и пресуди на 24 април за ароганцијата која што еклатантно ја тука експонира. И не знам дали е можно, председателе, да поставите тука една ограда, за да не гледа нас пратениците од ВМРО ДПМН е предходната дискутантка. Предходната дискутантка треба да знае дека, како што кажавме и предходно, ова не е екстерно образование, туку екстерно проверување на постигањата на учениците. Требало да прочита, ова не е закон за култура, ова е закон за образование. Предходната дискутанка исто така, бидејќи не ги сака нашите, нели, од ВМРО ДПМН анализи, еве да и кажам една анализа од подпредседателот на СДСМ, кој што вели. Оперативно нема проблем да се реализира оваа динамика, бидејќи компјутерите се веќе обезбедени. Ова ќе бара дополнителен напор од надлежните лица и се согласувам со тоа дека навистина ќе бара дополнителен напор од сите нас почитувани колеги, пратеници и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Се обраќам на сите, не гледам во камерата. Предходната дискутантка исто така кажа една асоциација на прашање од екстерно тестирање, ама кажа два избори, очигледно не знае дека прашањата на екстерно тестирање се multiple choice со 4 избори. Една невкусна асоциација. Па добро, тогаш еве јас ќе прашам. СДСМ, прашање за екстерно тестирање. СДСМ направи пустош во Македонија под А како цунами, под Б како торнадо, под В како кошава и под Г тајфун. И предходната дискутанка треба да знае дека ние не сме режисери, не сме филмски критичари, не доделуваме Оскар, но за оваа глума мислам дека добивте златна малина. Благодарам.